Почитувани, владата на СДС со лошата економска политика ја води државата кон економски крах, забрзано туркајќење кон банкрот. Неодговорното работење на СДС и расипништвото при управувањето со државната каса почнува да се одразува врз граѓаните и врз нормалното функционирање на единиците на локалната самоуправа. Владата на СДС минатиот месец без образложение и без легитимен основ на повеќето општини во Република Македонија им скрати од парите кои има законска обврска да ги трансферира на сметка на единиците на локална самоуправа на име на дотации врз основа на данок на додадена вредност. Владата без образложение и надвор од закон скрати 8% од парите наменети на општините Велес, Вевчани и Зелениково. 7,4% за Кочани, 6,6% за Василево. Владата префрлила 7% помалку средства на општините Делчево, Македонски Брод и Крива Паланка. 5% помалку за Мавровијанови, 6% на Чешиново Блешево, а дури 16% помалку на Карбинци, додека на Пехчево му скрати 5,88%. 6,5% на Петровец, а на Македонска Каменица 7,5%. Владата на СДС префрлила помалку средства и кон општините Демиркапија, Босилово, Новаци, Дојран, Газибаба, Неготино, Пробиш-Тип-Штип, Чашка и Илинден. Ваквите кратења на средствата кои владата има законска обврска да ги трансферира на име на општините со цел покривање на буџетската дупка која СДС забрзано ја создава со се поголемо задолжување на државата. Имено, за само 100 дена, СДС не задолжи за енормни 170 милиони евра, а од државните девизни резерви стопи 170 милиони евра. Тоа се над 340 милиони евра задолжени без основ, за кои граѓаните немаат објаснување на што биле потрошени. Тоа се 340 милиони евра кои треба да ги враќаме сите ние и нашите деца, а за кои не знаеме на што биле потрошени. Парите кои владата има обврска да ги префрли на општините не се и не смее да бидат средство за крпење на буџетската дупка, која заради расипништвото на СДС е се поголема. Финансирањето на општините е регулирано со закон и Социјалдемократскиот сојуз не смее да се обиде да го прекрши истиот. Граѓаните го гледаат ваквиот неодговорен и расипнички однос на Социјалдемократскиот сојуз и токму затоа на 15 октомври ќе го казнат СДСМ. Ви благодарам.